Председавачке. Денес разговараме за измени и дополнување на Законот за додадена вредност, кој што е доставен со европско знаменце по скратена постапка. Иако за вакви теми треба поширока дебата од стручната јавност, за кое што побаравме да има јавна расправа, меѓутоа од страна на парламентарното мнозинство не наидовме на разбирање, нити има дослух да ги слушнат барањата на стопанските комори и на граѓаните, со тоа што на механизмите кои што се на располагање доставивме амандман со кој што во членот 11 од ставот 1 се брише и во членот 30 ставот 1 точка 3 се менува и гласи. Со овој амандман се бара и понатаму да се применува даночна постапка од 5% за производите за човечка исхрана, со што се сака да се воспостави континуитет на оданачување на храната кои што се основните продукти, кои што во најголем дел влегуваат во потрошувачката кошничка на секое домаќинство во семејниот буџет, но власта пресметала дека иако по само неколку месеци од некакво намалување на инфлаторните елементи и спиралата која што беше зафатена Република Македонија со инфлацијата, каде што на одредени основни продукти инфлацијата достигна и 100%, сега повторно се подгрева инфлација со подигање на данокот на додадена вредност, кој што предвидуваат даночната стапка за одредени производи за човечка исхрана од 5% да биде 10%, со тоа што си дозволува и се зима за ексклузивно право со подзаконски акти да ги доуредат, односно да ги дефинираат производите кои што ќе бидат оданочени со 5%, а кои со 10%. Ако зборуваме за една сума која што ја предвидува дека по некои проценки околу 140 милиони евра ќе се прибираат дополнително во буџетот на Република Македонија, исто така во изминатите буџети и ребаланси на буџети гледавме дека ставката на прилив, односно ставката каде што се полни буџетот, приходната страна единствено се зголемуваше во делот на ДДВ-то и даноците кои што се прибираат од граѓаните на Република Македонија. Со ова законско решение повторно ќе се иницира една инфлаторна спирала во која што ќе навлеземе, а со тоа и граѓаните ќе одделуваат поголем дел од својот буџет за основните намирници, односно со зголемување на ДДВ-то. Со овој амандман сакавме да се фиксира оваа даночна стапка и во дадениот момент сметаме дека нема потреба од зголемување, бидејќи има многу други ставки од каде што овие средства можат да се приберат и да бидат пуштени во капитални инвестиции и други неопходни буџетски трошења. Ако знаеме дека стапката на така наречената сива економија, односно неформалната економија, е 33,4 според официјални податоци, а неофицијално достигнува и до 40%, е огромна стапка која што ја задушува, односно доведува до една правна несигурност и на сите оние компании, физички лица кои што трошат, правните лица кои што имаат додадена вредност со своето производство и своето работење, доведуваат до една правна несигурност со што се намалува и економската активност на овие економски оператори. А со тоа се намалуваат и приходите во буџетот. Бидејќи ваквиот тренд на сива економија, наместо директно, со директни мерки, да се анулира и да се намали драстично овој процент, каде што ќе имаме многу поголеми зафаќања во буџетот, односно на приходната страна, од ваквата сива економија и нема да има потреба од зголемување на ваквите даночни стапки, ние, односно власта, прибегнува кон полесниот начин, односно полесниот начин на прибирање на средства, единствено со зголемување на данокот на додадена вредност, со што директно ќе имаат инпут во приходната страна на буџетот.
Но со започнување на оваа даночна реформа, како што кажав, ќе имаме дополнителен инфлаторен елемент. На тоа ќе се надоврзат и другите законски решенија кои што се дебатираат овде и се дел од онаа така наречена даночна реформа, со што комплетно ќе се воспостави повторно само по неколку месеци од некакво нормализирање на инфлацијата, повторно ќе се подгрее истата. Меѓутоа, наместо да се прибират средствата, како што потенцирав, јас не сум економист, но овде е заменик министерот и сите други колеги кои што се многу поупатени, знаат дека од само неколку ставки, ако соодветно функционираат институциите, овие средства ќе можат да бидат прибрани. Конкретно да кажеме, сведоци сме на раскинување на договори за капитални инвестиции, каде што државата се обврзува да плати енормни суми на пенали. Една од нив е изградбата на регионалниот клинички центар во Штип. Внимавајте, ако го видиме извештајот на Државниот завод за ревизија, ќе видиме дека во 2017 година има повлечено 13 милиони и 500 милиони евра. 13,5 милиони евра. Но банката се откажува од финансирање, со што 13 милиони 473 илјади евра се повлекуваат. А предвидуваат во идни активности и ревидирани трошоци на проектот ќе се зголемат, внимавајте, за 49,97%. И дополнително на тоа, сведоци бевме дека таму има побарувања и ќе има побарување на оштетни побарувања од дури 8 милиони евра. Ако на тоа се додадат оние пенали кои што се предвидени за изградба на клиничкиот центар во Скопје, кај што исто така беше поништен, со ветување дека ќе биде дислоциран, ќе биде изграден, ќе биде многу по-експедитивно изграден, и таму имаме некои најави дека ќе има потреба од исплата на 20 милиони евра пенали, и само од овие два проекти гледаме дека од државниот буџет се излеваат околу 30 милиони евра државни пари. Пари на граѓаните и на даночните обврзници, кои што се единствено, и потенцирам, единствено резултат на неспособноста на менаџирање и работење на актуелната власт. Односно, оние кои што се задолжени за имплементација на ваквите проекти, со што директно се нанесува штета на буџетот на Република Македонија. Зашто? Од овде повикувам и констатирам дека во наредниот период некој ќе мора да одговара, а не да се затскриват зад колективните одлуки на влада или на министерствата кои што се покриваат со одлуки на влада, дека со колективни одлуки се поништуваат договорите, а пеналите се нешто што се предвидено во договорите. Меѓутоа, оние кои што ги склучиле договорите и оние кои што требало да ги имплементираат, треба да ги имат во предвид сите клаузули во самите договори. Ова го потенцирав бидејќи, од само две ставки можеше Министерството да во приходната страна на буџетот, односно да ги оттргне од расходната страна овие околу 30 милиони евра, со што немаше да има потреба, конкретно, од ова законска измена на овој закон, односно на законот за данокот на додадена вредност, а истата повторно во буџетот како ставка ќе беше полна со овие средства и ќе можеше да се реинвестира и да се алоцира во соодветни капитални инвестиции. Друга позиција од каде што можеше соодветно наместо овие даночни реформи, наместо зголемување на ДДВ-то за пелетите, каде што знаеме дека за загревање на граѓаните имат огромни издатоци секоја година, каде што прибегнувате кон зголемување на овие даноци, и така наречениот ФИТЕР, односно од фондот за иновации. Во овој фонд за иновации има класични злоупотреби со никакви иновации кои што немаат никаква додадена вредност во функционирањето и на самите правни лица и на додадена вредност во однос на буџетот и иновации на одредени производи и продукти кои што ќе бидат поконкурентни на пазарот. Односно,
овде средствата кои што се испумпуваат, сето ова е евидентирано и во извештајот на Државниот завод за ревизија. Ова се сериозни индиции и мора да се претрпи одредени законски измени врз основа на Државниот завод за ревизија и извештајот кој што го дава. Да имаме соодветно постапување на органите, односно оние неколку институции, околу 7 институции постапуваат по вакви случаи, односно треба да ги гонат сторителите на кривични дела, секој во својата област од предистражна постапка до истрагата и застапувањето, односно прогонот на ваквите лица од страна на јавното обвинителство, треба да имаат посериозен пристап со што од еден решен предмет ќе се повратат сите овие средства кои што сакате да ги прибирате од џебовите на граѓаните, односно од семејниот буџет на граѓаните, каде што секојдневно ќе им се испумпуваат средства од нивниот семеен буџет. Наместо истите да останат во нивниот буџет, истите да ги алоцираат во својот културен живот, за развој на нивните деца, вие прибегнувате кон испумпување на средства од буџетот на семејствата на сите граѓани на Република Македонија. Благодарам.